го немаме тој луксус да си бегаме од државата. Македонија и така е веќе држава на пензионери, што би рекол, и студентите само гледаат да избегат. Ова е една од причините ради тоа, бидејќи не ни е обезбедено тоа што е ветено. Многу работи фалат и или ќе седиме се бориме, или ќе седиме ќе ќутиме, или бегаме. Има многу студенти во Македонија кои живеат од месец за месец, така да месечна исплата е нешто што мислам дека го заслужуваме како студенти. Студентскиот оброк го поделија да биде ден за ден, тоа ни ги усложи работите. Не мораш и ова се случи сега со 4 месечно чекање, што не е ичфер. Секогаш ќе се вади на некоја причина, моментално беше техничката влада, административни процедури околу тоа, но тоа не е изговор, бидејќи 2 дена претходно доколку се потпишале сите тие документи кои што требало да се потпишат, немало да има проблем да се исплатат на 31 јануари. Со оглед на тоа што некои студенти се надеваат и просперираат само од стипендијата, со тоа што школарина, храна, престој во Скопје и мисламе е доста скап град за живење и не се баш доволна сума, ама исто така е голем предизвик и проблем тоа што се доцни веќе 4 или 5 месеци со исплатата и пак ќе напоменам некои се еден од основните приходи му е стипендијата на студентите, посебно на оние кои што се трудат и кои што сакаат да успеат без финансиска помош од родителите или можеби не можат да си ја дозволат и е голем апсурд и штета за сите млади. Првично, немаме многу висок степен на образование и со тоа и практична настава. Второ, студентските домови ќе ги опфатам, бидејќи сум член, мислам, станар на студентскиот дом Пелагонија. Условите, можам да кажам дека се рамни можеби и на нула. До пред 2 месеци се боревме за да имаме топла вода, што е еден од основните услови за живот и функционирање. Сега магично преку ноќ се среди, то не знаеме никако, исто тогаш имавме протести. Преку овој протест сакаме да порачаме дека студентите се тука во државата, дека треба да се обрне фокус кон нас, хитно да се подобрат условите во студентските домови преку измена во Законот за студентски стандард, каде што МОН ќе предвиди повеќе средства за студентските домови за да се подобрат и условите и квалитетот на храната, покрај најавената реконструкција.